За него се кажани најсилните епитети, испишани најубавите приказни, испеани најдобрите песни. За вечниот Охрид се малку не само 40 минути колку што ќе трае денешниот ЕУ караван низ Македонија. За светиот град на Балканот може да се зборува со часови, месеци, години, за да се раскажува со векови. Затоа, почитувани гледачи, да не губиме време. Ова попладне на прекрасната тераса во хотелот Гранит, каде што се слушаат во позадина далгите на преубавата бистра, есенски студена вода, ќе дискутираме со вечерашните гости во ЕУ караванот, музичарот Владимир Четкар, градоначалникот Никола Бакрачевски и бизнисменот Асим Меджедович. Се разбира за европските перспективи на Охрид. На почеток да чуеме колку охриѓани се чувствуваат европски во нивниот роден град. Што е она што го прави Охрид европски град? Убавината, културата, спомениците, историјата. Долгата историја што ја поседуваме, нормално прекрасното езеро. Во Охрид е азбуката почната Климент, Наум. Апсолутно Охрид е почетокот на културата. Се чувствува некој подем љубазноста на луѓето мештани овдека, тоа ме одушеви. Во стариот град, пример денес бев со холандска група, имаше повеќе холанѓани од македонци. Зошто на Македонија местото е во Европската унија? Па природно е местото во Европска унија на Македонија и Балканот е во Европа. Не е Македонија некаде настрана, за да не би била во Европа. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на Европското семејство? Подобро политичка стабилност и економски развој. Ова што ги имаме да уште повише напредне, да не мируваме во однос на Европа, во однос на Западот. И треба, посебно за младите треба. Може би полагоден живот, може би велам. Па работа, приспособување, навики, не знам, некој нов почеток. Да, во Охрид одамна доаѓаат не само холанѓаните, туку и другите европејци и се повеќе им се допаѓа и доаѓаат во се поголем број. Градоначалник, кога Охрид ќе стигне во Европа и што тоа ќе значи за градот? Што ќе се смени со членството на Македонија во Европската унија за вашата општина? Добро, најпрво добро вечер за гледачите на македонската телевизија од ова прекрасно издание на хотелот Гранит, кој што представува дел од нашата гордост во делот на туризмот. Охрид како град кој што изобилува со голем дел на духовни, историски, традиционални, културни и природни вредности и уникатности, одамна е добро познат на европското семејство на граѓани. И она што за нас како охриѓани и за градот Охрид ќе представува интегрирањето во големото европско семејство или семејството на цивилизацијски вредности, сега ќе значи проширување на овие вредности и подобро запознавање и на европјаните со овие вредности на Охрид, меѓутоа од друга страна ќе значи поголем проток на луѓе, на стоки, на вредности и од овој дел на Европа кон европските држави кои што сега ја се членуваат Европската унија.
Секако дека реков она што Охрид и во овој момент го поседува, тоа е дека е добро познат за голем дел на држави од Европската Унија. Она што ние го правиме во туризмот во изминатите неколку години заедно со владата на Република Македонија вроди со плод. Најголем дел од гостите, од туристите кои што доаѓаат во Охрид се жители на европски држави, како што се Белгија и Холандија. Не помала е честотата и на граѓани од европските држави кои што во последните неколку години купиле недвижен имот во Охрид и кои што поголем дел од годината го поминуваат во Охрид живеејќи тука. Таков е примерот со граѓани на Холандија, на Белгија, на Англија кои што само од почетокот на ова година до јуни месец купиле 40 на куќи и станови во Охрид со цел да дел од својот живот го поминат тука во Охрид. Четкар, вие сте повеќе надвор отколку во вашиот роден град. Ако направите паралела или што не е европско во Охрид и што ќе значи за Охрид членството на Македонија во Европската унија? Па, што ќе значи, навистина треба да видам пророк, да видам, да знам што ќе се промени во Охрид. Меѓутоа, јас се надевам дека автентичноста ќе се задржи и дека посебно тие вредности, традицијата во Охрид ќе е тоа што на некој начин најповеќе ценат луѓето надвор од Македонија. Така да јас би сакал да е навистина од голема полза за градот, така и за државата, меѓутоа има и скептици, има и оптимисти. Треба да се огледаме на соседите, Хрватска, какво е незиното искуство за година дена, на Бугарија. Така да тоа зависи во каква фаза ќе Европската унија, кога ќе потенцијално не прими во иднина, нели, може да има тешки турбулентни периоди како сега, што не знам колку би било, каква драстична промена би доживеале. Нели, едно е желбата, друга е реалноста. Меджедовиќ, зошто европејците побрзо доаѓаат во Охрид и почесто отколку темпото со кое Охрид оди кон Европа? Охрид е Европа. Значи, тој е на еден од најубавите полуострови на Европа. Така да, мислам дека европејците доаѓаат во Охрид за да ги видат природните убавини, за да го почувствуваат и доживеат амбиентот во Охрид и нормално да се вратат задоволни и среќни. Колку ќе се движи Охрид со влегувањето на нашата земја во Европска унија, тоа ќе зависи од самите нас. Можностите се големи, преку Европската унија и нивните проекти, програми и инвестициони фондови, мислам дека шансата за Охрид да стане попривлечна туристичка дестинација е голема. Почитувани гледачи, ја следите 18-тата станица од ЕУ Карванот низ Македонија. Одиме во живо од тарасата Гранит, на хотелот Гранит во Охрид. Се надевам дека езерската убавина што ја гледате зад мене ќе ве инспирира и ќе ве поттикне да ни пишете на нашиот Facebook профил ЕУ Карван низ Македонија, да поставите прашања за некој од денешните гости. Да повторам, тоа се Асим Медједовиќ, бизнисмен, односно генерален директор на Фибула Травел, потоа охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски и музичарот Владимир Василевски. Четкар, тука со нас се и група охриѓани кои емисијата ја следат во живо, ќе им оставиме можност и тие да се вклучат во нашата емисија, додека ги очекуваме вашите прашања. Градоначалник, дали Охрид фрла се на една карта инвестиции во туризмот или имате и друга визија за перспектива за развој на општината? Видите, вака, секако дека нашиот концепт за развој на локалната економија базира на развој на туризмот како една водечка стопанска гранка која што во иднина може да биде двигател на локалната економија. И во таа насока сигурно го зазема високото место на нашата агенда на локален економски раст. Меѓутоа, не би рекол дека она што локалната самоуправа го прави е фрлено се на карта само на развој на туризмот и стратегијата за развој на туризам. Ние последната година и пол дена сме особено посветени на развој на
малото стопанство, на лесната незагадувачка индустрија во Охрид. Правиме огромни напори да заедно со владата на Република Македонија, покрај погодностите што ги дава владата и кои што се пропишани со законската легислатива, да и ние како наша страна, како локална самоуправа во рамките на нашите надлежности го олесниме патот до реализација на странските инвестиции, кои што би во иднина би биле се по забележителни во градот Охрид. Неодамна ние во средството за јавно информирање објавивме за една веќе реализирана Да, вчера слушнавме за ОДВ Електрик. Точно така. Претходно за две германски компании кои ќе го рестартираат ЕМО. Точно така. Имате ли уште некоја да споменете? Во овој момент се преговара со две државни компании на соседни држави или членки на една соседна, една членка на Европска унија, кои што се заинтересирани за влез во ЕМО. Преговорите се уште траат и сметам дека ќе вродат со плод, така да мислам дека на ЕМО му престои добра иднина. Мислам дека на ЕМО му престои добра иднина, а она што јас сакам да го потенцирам е дека ние како локална самоуправа сме во постојана комуникација и со странските инвеститори, меѓутоа и со домашните компании. Постојано се координираме со нив, даваме некоја поддршка во рамките на нашите ингеренции и некои листителни околности се со цел да започнат бизнис тука во Охрид, кој ќе ја придвижи локалната економија. И реков, нашиот пристап е подеднаков како за странските, така и за домашните компании. И ќе кажам дека до сега имаме еден позитивен повратен фидбек од страна на странците кои што дошле овде, кои што пројавиле интерес да развијат бизнис или да отворат своји стопански капацитети, така да во иднина очекуваме да покрај ОДВ Електрик и уште една германска компанија за производство на делови од автомобилската индустрија влезат уште неколку компании како во делот на лесната незагадувачка индустрија, така и во делот на производство на здрава храна. Така. Повеќе за тоа во која насока се развива градот, што има се што може да очекува од природата, односно природата што може да му подари на едно место. И колку при тоа користи помош од Европската унија. На прв поглед се чини недостига паркинг простор. Надлежните пак имаат и други приоритети. Каква е сликата денес, а каква е перспективата на Балканскиот Ерусалим или нашиот Лихнит, нашиот Парис, местото во кое се допираат историјата и иднината, ќе видиме од личната карта на Охрид што ја направи колегата Милер Истески. Кога од секој камен и тула зрачи историја. Цел град културно-историски споменик, заштитен од УНЕСКО. Охрид, Европскиот Ерусалим, бисер кој плени со својот изглед или Лихнит, град на светлината. Овде се спојуваат историјата и современието. Од Самоиловата тврдина преку Плаошник, заливот на Коските до урбаното забрзано функционирање на градот. Само за споредба, заштитени се над 120 куќи. Охрид поседува над 30 цркви и манастири, 20 на археолошки локалитети. Сето ова грижливо се евидентира и се чува. Се уште не е доволно развиена свеста кај локалното население, дека Охрид сепак представува нешто друго од останатите градови. Охрид е град кој што е заштитен од страна на УНЕСКО, заедно со езерото. Заштитен е како посебна споменичка целина и мислам дека се уште свеста не проработила доволно кај населението, за и тие да го имаат истото чувство кое што го имаме ние како стручни лица кои што се грижиме за неговата заштита. Михајло Филев на себе ја има земено семејната традиција на изработка на нахит од охридски бисери. Строго чувана тајна. Никогаш не помислил да го напушти Охрид, бидејќи вели, привилегија е да си охриѓанец. За нечија, а по струка туристички менаџер. Сериозно им се посветува на двете работи, само Охрид да биде вистински туристички центар. Мораме парненствено да имаме еден добар однос, еден топол однос во секој турист. Насмевката на туристот и задоволството при нудење на сите тие, би рекол, туристички услуги се една реклама за понатака да бидеме и што посетени и нормално да имаат доверба и повторно да не посетат и нормално да не препорачуваат како една добра дестинација. Угостителот пак Михајло Мишев активно работи на промоција на својот град. Вели охриѓани се љубезни луѓе, кои знаат да го пречекаат туристот.
Негативните муабетења за нељубезност или немање ренде потекнуваат од злите јазици. Ние систематски почнавме последниве неколку години, поведени од таквите, повторно ќе кажам, озборувања, да систематски ги оправаме тие трендови. Иако постојат, пак сметам дека вистината е далеку од тоа што се зборува, меѓутоа сепак и покрај тоа правиме напори да го подигнеме нивото на услуга, особено во оној дел што кажувате, значи љубезноста и така натаму, бидејќи ние не ги продаваме производите овдека, туку го продаваме чувството што некој би го имал кога би го конзумирал тој производ во таквиот објект. А локалната самоуправа се бори. Се бори со наследен долг од 35 милиони евра. Врши промоција за привлекување на странски инвестиции во две индустријски зони и во секој поглед прави се туристичката сезона да трае цела година. Централното градско јадро мака мачи со паркинг простор. Чиниш дека сите 42.000 жители на Охрид се во автомобил. Градските власти се свесни дека недостасуваат повеќе социјални содржини во градот, каде креативноста на младите ќе дојде до израз. Токму преку ИПА програмата, Охрид аплицирал за зајакнување на социјалната инклузија. Проект вреден 142.000 евра, а со 155.000 евра треба да се реализира проектот Waternet, кој предвидува изградба на туристички инфоцентар, пешачка патека и уште многу пропратни активности. Донесување, внесување на нови содржини во градот ќе биде клучен фактор во однос на анимацијата на домашни и странски туристи во текот на целата туристичка сезона. Значи, знаеме дека Охрид најчесто гостите, односно туристите, пред се странците го посетуваат ради културно-историското и природното богатство. Меѓутоа, она што ние се трудиме да го внесеме како нова содржина се активности, манифестации кои што ќе предизвикаат интерес, кои што нема да зависи понатаму, значи временските прилики да го диктираат обемот на туристи. Охрид несомнено бргу се развива. Се поголем број на странски туристи се присутни во Балканскиот бисер да ги видат неговите убавини и историското богатство со кое се гордее целата земја. Охрид е град со огромно културно-историско значење. Што и да кажам за овој град, ќе биде премалку. Ќе издвојам само два моменти. Овдека е направен првиот универзитет во Европа, Свети Климентовиот. Тогаш имал 3500 ученици. Овдека во рамки на Самуиловата држава е направена првата Охридска архиепископија на Балканот. Македонската православна црква е наследничка на Охридската архиепископија. Останува да се вложува во традицијата, во промоцијата. Охрид плени во секоја смисла. Секогаш ми е премалку престој во овој град. Изгледа посакувам да сум охриѓанец. Слушнавме какви муабети им вадат на охриѓани оние кои не му мислат добро на Охрид, но убеден сум дека ниту најголемите злонамерници не ќе можат да најдат мана, односно ќе признаат дека Охрид навистина изгледа нереално убав, особено од птичјата перспектива на прилогот што го видовме. Сепак на еден пријател кому му верувам, ми се пожали дека му наплатила ракија во еден просечен ресторан во Охрид за 80 денари. Меджедовиќ, цените се европски, дали е таква и понудат? Дури и градоначалникот призна дека Охрид е скап. Што правиме на тој план? Знаете како, ако ме прашате дали за странски туристи е скапо овде во Охрид, тогаш ќе ви кажам дека не е скапо, дури е и поволно. Ако ме прашувате за туристи кои што доаѓаат од Македонија, значи од натрешноста, може би треба да се направат некои прилагодувања за да бидат задоволени нивните потреби, кои што се, да кажам, со ограничен буџет. Пред се тука мислам на пензионерите, на учениците, исто така на спортистите, различните здруженија и така натаму. Така да со некое мало прилагодување за домашните туристи, мислам дека може да се постигне доста. Како што најавивме, во очекување на вашите прашања, почитувани гледачи покрај малите екрани, ќе им дадеме збор на луѓето што се со нас овде на терасата на хотелот Гранит покрај брегот на Охридското езеро да постават прашање за некои од нашите денешни гости. Ве молам, представете се и адресирайте го прашањето до некој од гостите. Ево, јас ќе поставам прво прашање. Јас сум професор доктор Науме Мариновски од Факултетот за туризам и угостителство во Охрид.
Нашите анализи покажуваат дека бројот на туристи во Скопје е се поголем. Тоа на некој начин води кон примат на Скопје во однос на Охрид. Би сакал да чујам за вашата визија за утврдување на оваа позиција што порано ја имаше Охрид и што се уште ја држи. Како вие размислувате во наредниот период да ги подобриме посетеноста и престојот во Охрид, посебно од страна на домашните туристи, затоа што компаративните анализи покажуваат дека странските туристи се во подем, а бројот на домашни туристи заостанува во известна мера. Благодарам за прашањето. Точно така дека бројот на странски туристи има еден експоненцијален раст на бројот на туристи во изминатите неколку години, така и ова година. Нашата статистичка обработка на податоци покажа дека од јануар до јули месец, заклучно со јули месец оваа година, бројот на странски гости е поголем за 6,7% споредено со истиот период од ланската година, додека бројот на домашни гости бележеше благ пат споредено со минатата година, меѓутоа секако дека за тоа придонесо и лошите временски прилики кои што оваа година во првите месеци од летото ги имавме, особено во јуни и јули. Јас верувам на вашите податоци кои што ги истакнавте. Не располагам со компаративни анализи во однос на трендовите за пораст на туристите во Скопје и во Охрид, меѓутоа она што ние го правиме посебно поинако од она што претходно се правеше, тоа е поинаков пристап во маркетинг стратегијата на туризмот, на туристичката понуда од Охрид. Значи, координацијата со владата на Република Македонија, со Агенцијата за промоција на туризмот на Република Македонија, со Министерството за економија и со сите оние институции кои што придонесуваат за развој на туризмот, ни е подобрена и е доста почеста. Од друга страна, градот Охрид има поорганизиран настап на познатите туристички саеми и берзи во Европа, на кои што имаме поорганизирано представување на нашата туристичка понуда, а од друга страна позастапени сме и во големите медиумски куќи, светски медиумски куќи, од кои што во изминатите неколку месеци излегоа добри прилози и репортажи за Охрид, затоа што навистина ние во локалната самоуправа, посебно секторот за туризам, смета дека она што на Охрид му недостасуваше изминатите години е подобра маркетиншка промоција на градот. Секако дека ја засиливме таа маркетинг стратегија, организиравме неколку работилници тука во градот на кои што поканивме голем број на новинари од странство, поканивме голем број на туроператори, туристички агенции, им ги презентиравме низ 2 до 3 денови туристичките вредности на градот Охрид и сето тоа полека вродува со плод. И јас сум цврсто убеден и ве уверувам сите вас дека трендот на раст на странски гости ќе се одржи на наредните години, така да сметам дека за 3 до 5 години бројот на странски гости во Охрид би бил двојно или тројно повеќе од она што го имаме сега. Јас би се надоврзал, јас не сум сосема сигурен дека податоците се точни, но ние во Скопје ги имаме новите градби од проектот Скопје 2014, а може да се најде раки и за 60 денари. Па може би тоа е... Добро, меѓутоа јас ќе ве исправам и вас, значи Охрид има цени за сечиџе. Значи, може да се најде раки и за 40 денари во самиот центар на градот. Значи, во непосредното централно градско јадро, да добиете ракија за 40 денари, точно е дека има и за 80 денари, меѓутоа има и кафе за 40 денари или пакетот еспресо и вода за 50 денари, што тешко во било која европска држава дека ќе се најде. Така. Повелете следното прашање од публиката. Добро вечер, јас сум Бојан Карадимче, председател на студентскиот парламент при Факултетот за туризам и гостителство. Имам прашање до гостинот од Фибула. Зошто на туристичките агенции им е полесно нашите граѓани да ги однесат на патување надвор од земјата, отколку да донесат странски во Македонија? Што се однесува до нашето искуство кое што го имаме со домашни и со странски туристи, значи делот incoming и делот outgoing, би сакал да појаснам дека нашата
агенција работи подеднакво. Дури последните години е забележан зголемување, значи тренд на зголемување на incoming туризмот во Република Македонија, така да нашата стратегија и нашите моментални, да кажем, резултати се во полза на incoming туризмот. Од таа причина одговорот мислам дека Добро, може би е јасен. господинот од публиката беше станува збор за генерален впечаток дека сите туристички агенции повеќе се ориентирани и полесно им е за работа да ги однесат македонците надвор, отколку да ги донесат странските туристи тука. И може би таквите трендови, таквите навики треба да се менуваат. Градоначалник, езерото го делат две држави, од кои ниту едната не е земја членка на Европската унија. Каков е во таа смисла пристапот до европските фондови ако конкурирате со заеднички проекти? И има ли такви воопшто? Тука мора да напомнам дека за жал во изминатиот период од неколку години не беше подготвен ниту аплициран ни еден проект во рамките на програмата за прекогранична соработка од ИПА програмата. И како состојба која што ја наследивме, ние не бевме во можност да аплицираме, затоа што во овој момент, односно во година и пол колку што сме го добиле новиот мандат на локалната самоуправа, не е објавен ниту еден таков проект во рамките на прекограничната соработка со Албанија. Меѓутоа, она што јас можам да го истакам дека соработката со граѓаните, односно со соседните градови на Република Албанија ни е одлична и ние соработуваме на дневна основа. Голем дел од граѓаните кои што живеат во пограничните градови како Поградец, Корча, Либраш или Пренес постојано се во градот Охрид или Охриѓани и Стружјани се на другата страна од границата. Ке кажам дека ние сме реализирали некои помали проекти со Република Албанија во рамките на SWG Rural програмата. Сме донеле неколку пати туроператори од Албанија, потоа имавме една работилница со новинари во делот на туризмот кои што го посетија Охрид и имавме навистина плодни дискусии за можностите за развој на туризмот од обете страни на границата и она што за кое што ние постојано разговараме со албанските туристички работници е како да во програмата за гостите кои што доаѓаат во Охрид или обратно кои што доаѓаат во Албанија да направиме пакети во кои што ќе бидат вклучени неколку градови од Македонија и неколку градови од Албанија и тоа засега одлично ни оди. Така, рековте комуникацијата е на европско ниво. Точно така. Да, и на тоа би се надоврзал ако Европската унија всушност представува почитување на вредности од една и примена на стандарди од друга страна, на кое поле вашата општина стои подобро? Бидејќи рековте дека со европските фондови немате некое богато искуство во вашиот година и пол мандат. Тоа се однесува само за прекограничната соработка со Албанија. Меѓутоа, ние во континуитет, значи во изминатата година аплициравме за проекти за прекогранична соработка со Грција и од два повици колку што до сега ги имаше во изминатата година и пол, сме добиле два проекти кои што во прилогот претходно имавте можност од раководителот на секторот за туризам да се запознаете. Едниот е Вотанет, од каде што би требало да добиеме средства за изградба на модерен инфоцентар, за современа пешачка патека покрај езерото и факултетот за туризам доби средства за опремување на кујна и на парк во рамките на факултетот за туризам. Она што исто така е интересно да се истакне дека сме добили уште еден проект во рамките на прекограничната соработка, тоа е проектот за социјална инклузија. И тоа се два повици на кои што ние аплициравме и уште еден проект кој што ни е одобрен во прва фаза, а се однесува значи од програмата за предпристапни ИПА фондови. Само да кажам дека она што се објавува како предпристапни ИПА фондови ние го реализираме и скоро сите наши аплицирани проекти беа прифатени и одобрени од страна на меѓународните институции. Она што сакам да го напоменам, кои се предностите на живењето тука, секако дека мирот, толеранцијата... Не, рековме за европските вредности. Кои европски вредности се практикуваат во општината и кои стандарди се применуваат во бизнисот, во секојдневниот живот?
Секако дека под еднаквата застапеност и на било кој граѓанин, без разлика на верска, етничка, расна припадност, тука во делот на бизнисот, во делот на остварување на правата, во делот на остварување на човековите слободи, во делот на слободата на изразувањето, тука се на исто ниво како што се и оние вредности европски кои што се претходно добро етаблирани. Меѓутоа, она што значи една солидарност, соживот, пријателство, заедно помагање, заеднички соживот на голем број на култури, нации, етникуми и вери, се предности кои што навистина ние можеме да ги промовираме и за поголем дел на градови во Европска Унија. Така. Голема е активноста на социјалните мрежи. На нашиот Facebook профил веќе има прашања за денешните гости, затоа би замолил да одиме со првото Facebook прашање. Европа подразбира категоризација на сместувачките капацитети. Колку хотелски ѕвездички има на брегот на Охридското езеро и ќе се градат ли нови луксузни хотели? Претпоставувам нова прашање можат да дадат одговори Меджедовиќ и градоначалникот Бакрачевски. Повелете. Секако дека Охридската локална самоуправа е силно посветена кон утврдување на стандарди за категоризација не само на хотелските капацитети, туку и на приватните сместувачки капацитети од мал обем. И она што е наша обврска е да ние постојано ги мотивираме собствениците и на хотелите, меѓутоа и на приватните сместувачки капацитети од мал обем, да постојано прават надградување на квалитетот на сместувачките капацитети. И она што е интересно во овој момент, секако тука Меджедовиќ ќе се вклучи, предпоставам, во оваа дискусија, дека во Охрид и на Охридското крајбрежје, вклучително и Струга, е зголемен интересот за градба на хотели од повисока категорија и на луксузни хотели. Една веќе таква инвестиција е реализирана со реконструкција на хотелот Изгрев во Струга. Во овој момент веќе Develop Group ги отпочна подготвителните работи за почеток на изградба на луксузен хотел од групата на Small Luxury Hotel, тука во непосредна близина на ова студио. Тоа е јужната страна на брдото на Инекс. Исто така во централното градско подрачје имаме најава за изградба на хотели од висока категорија. За еден од нив веќе според пропишаната законска регулатива, во рамките на една година собствениците на земјиштето имаат обврска да почнат со градичните работи околу изградба на овој луксузен хотел. И сакам да кажам дека имаме постојан тренд на раст на интересот на инвеститорите во градба на луксузни хотели. Одиме со следното прашање од нашиот Facebook профил. Со какви ноти би бил рефренот на песна за европскиот лик на Охрид? Джез, блуз, фанки или диско? Ова е прашање за Владимир Четкар, повелете. Па јас мислам дека ниту джез, ниту фанк, ниту блуз, ниту диско, ниту поп, бидејќи Охрид има прекрасна автентична староградска чалгиска музика и која осликува целата историја на Охрид во мало и византиски влијанија и Отоманската империја и воопшто европски звук, така да тоа е звучната лична карта на Охрид за Европа. Староградската песна, како пример Билјана Патно белеше, која долги години слушавме баш на македонска телевизија, на очекување на времето на Дневник. Така да тука треба да се фокусираме тој аспект како еден од нашите најсилни атрибути за туристите, староградски акустичен звук. Така. Да, туризмот е се за охриѓани и затоа главен предизвик за нив е како да се продолжи сезоната, како да се испратат гостите што е можно позадоволни и како да се пречекаат во уште поголем број и поредовно. Туристичка разгледница за градот Послан на едно од најубавите природни езера во светот направи колешката Сунчица Николовска. Македонскиот туризам на есен не паѓа во длабок сон.
Охрид, балканскиот Ерусалим и во октомври е подеднакво привлечен како во летната сезона. Стариот град и чаршијата се раздвижени, а рестораните се полни со странски гости кои сакаат да вкусат традиционална храна и македонско вино. Туристи има од сите страни, но најбројни се холандјаните. Friendly people, nice place. Yeah, we like it. The food is good. A nice place to go for everybody. The culture is very nice, yeah. But we are all still here one day, so we have not seen a lot. The best thing about Macedonia has been the people. This is just spectacular. But the people have been more spectacular. Универзитетскиот професор Зоран Тунте вели дека Охрид не треба да се промовира само како дестинација за летен туризам. Културното, природното богатство и историјата го прават интересен за странците во текот на целата година. Таквите пакети се ретки. Всушност Охрид не е се уште познат по тој културен момент. Туку години назад се рекламираше како летна туристичка дестинација, но тоа во последните 2-3 години гледам дека се менува и дека се повеќе луѓе ќе доаѓаат пред и после сезона и ќе ги гледаат тие убавини и нема да зависиме од тоа какво е времето. Охрид во есен важи за центар на конгресниот туризам. Дел од хотелите покрај ривиерата се исполнети до 70%. Така, после завршетокот на сезоната секако, ние сме ориентирани кон конгресниот туризам и највеќе гости, да не кажам туристи, доаѓаат на конгреси, на семинари. Секако се уште имаме од холандјаните кои традиционално доаѓаат во нашиот град и тие се едни од најбројните странски туристи што го посетуваат Охрид. Малиот преисториски град во заливот на Куските е најпосетуваната охридска атракција. Од отворањето во 2008-та тука поминале повеќе од 200.000 туристи. Годинава музеот бележи рекордна посетеност. На годишно ниво овој локалитет е посетен од прилика околу 50.000 посетители. А над заливот на Куските не секојдневна природна убавина и зелено богатство на дланка. Туристичката слика за Охрид е некомплетна без планината Галичица. Охридското езеро и планината Галичица заедно прават Синџир на исклучителна туристичка вредност. Се очекува со изградбата на ски центарот да се прошири туристичката сезона. Кребрежните хотели да остваруваат добар профит преку целата година. Но покрај туризмот Охрид привлекува инвеститори во трговскиот сектор. Некогашниот текстилен гигант Отекс за 3 месеци треба да прирасне во модерен трговски центар. На фабричките погони им се дава нов изглед, но во духот на старата охридска архитектура. Се градат продавници, ресторани и забавен центар. За адаптирање на објектот, компанијата Камфот досега потрошила 8 милиони евра. Велат дека работа ќе има за повеќе од 300 луѓе. Не беше интенцијата сето тоа да се урне па да правиме нешто хипермодерно, сакавме тој така стар момент, значи шмек кој што се поклопува и со древноста на Охрид, со неговата култура, со се она што Охрид значи во поблиски и пошироки рамки, да не избегаме од таа генерална приказна, затоа што ќе беше грешка ако го направевме тоа и мислам дека барем од овој дел кој што е готов, се доловува дека сме успеале во таа наша намера. Охрид со повеќе од 20.000 легла во хотелите и приватното сместување е најважниот туристички центар во земјава, но за сега може да се пофали со туристи од мај до октомври. Со новите инвестиции во туризмот, со креирање стратегии и понуди на аранжмани со акцијски цени, се очекува бројни гости да го посетуваат македонскиот туристички бисер и по завршувањето на сезоната за капење. Да, навистина сликата што ја видовме за Охрид од двата прилога на Николовска и Ристевски е преубава, изгледа дури нереална. Господа, каква е вашата визија за вашата општина по 10 години? Четкар, повелете ви. Па визијата моја, дај Боже да е и за 20 години, само да се деси, е Охрид еколошки чист. Чисто езеро, чист град, жив град навечер, велосипедски патеки, помалку автомобили, убави патишта. Таков Охрид Македонија заслужува. Значи не охриѓани само, него генерално, бидејќи светско наследство и сите да можат лесно да дојдат до Охрид, разработен аеродром, едноставно да се, како што спомнав претходно, да се разлеува по улицата староградска музика, традиционални мириси, не само скари. Значи сите тие работи кои Охрид ги има веќе, постојат, да само да се на површина истакнати. Нормално да училиштата да се преполни со деца, да има детски игралишта, паркови, исто така. Старото градско јадро да не е чепнато
да е заштитено, реставрирано максимално, новиот град дел исто да се разубави, уште повеќе да има простор за фамилиарен туризам исто така. Да има мир, бидејќи Охрид, зашто да не биде и студентски центар поголем. Охрид стимулира, инспирира креативност. Имаме милион примери. Оксфорд во Англија, не е во Лондон. Утрехт од Холандија, не е во Амстердам. Бостон во Америка, во САД. Значи, има услови за толку многу работи да се случат, бидејќи таков, како што спомнав, Охрид заслужува Македонија, а и светот, бидејќи на крајот на краиштата зборуваме за место за неверојатна симбиоза на историја, на природа и како таков раритет имаме одговорност и треба да го сакаме сите, да го сакаме повеќе неголи што сме го сакале, почнувајќи од самите охриѓани до цела Македонија, и мислам дека само така ќе бидеме срекни еден ден и ќе речеме ваков Охрид навистина заслужувавме. Градоначалник, колку се остварливи за 10 години овие желби, овие визии на Четкар за неговиот роден град? Најпрво му благодарам на Четкар за убавите зборови со кои го прејудицира мојот одговор на вашето прашање. Овие визии се и сега многу блиски до реализација. Охрид е навистина град кој што е со еден од ретките градови во светот, од меѓу 28 градови со заштитено и културно и природно наследство на УНЕСКО, и како таков им припаѓа на цел свет. Значи не само на охриѓани, туку и на цел свет. И тоа е податок од кој што ние треба да ја градиме поидовната точка во развојот на градот во иднина. Јас за 10 години го гледам Охрид како една од попознатите европски и светски туристички дестинации. Овој мој оптимизам се заснова на она што Охрид го има и во овој момент како природно и културно наследство, и историско и духовно наследство. И сметам дека со автопатското поврзување со останатиот дел од Македонија од светот, со подобрување на авиособраќајот во Охрид, со подобрување на сместувачките капацитети и квалитетот на услуги во делот на туризмот, со подобрување на маркетинг стратегијата и подоброто представување на Охрид во европското семејство и на ниво на светски рамки, дека Охрид е многу блиску до реализација на сонот на сите охриѓани, да Охрид еден ден биде една од најпознатите туристички дестинации во Европа и во светот. Колку во остварувањето на сонот на Четкар и сите охриѓани ќе искористите помош од Европската унија? Секако дека она што владата на Република Македонија и ние го правиме во комуникација и во усвојување на европските стандарди представуваат основа или круцијален фактор за остварување на она што ние сме го проектирале како визија и она што ние сме го проектирале како сон на охриѓани во реализација на она што значи и развоен туризам, односно Охрид како светска туристичка дестинација, меѓутоа и рестартирање на лесната незагадувачка индустрија во Охрид, која што во минатото покрај туризмот беше основен двигател на локалниот економски раст во Охрид. Така. Меджедовиќ на почетокот рековте Охрид и денес е европски град. Каков ќе биде Охрид во 2024, можеби град од земја членка на Европската унија, и што уште? Каква е вашата визија? Мојата визија е да веќе се чувствува тој амбиент на подобрување на економската ситуација, можам да кажам, а со тоа и странските инвестиции би се зголемиле. Со изградба на нови сместувачки капацитети, со подобрување на сегашните што ги имаме и, морам да кажам, со поголемо лобирање и маркетинг надвор од Македонија, да се постава таргет земји кои што би биле интересни за привлекување на гости кои што би доаѓале овде во Македонија и во Охрид, мислам дека би се постигнала целта. Тука треба да бидат вклучени сите субјекти на туризмот, значи туроператорите, хотелиерите, локалната власт, централната власт исто така, економските наши промотори кои што ги имаме низ земите во светот, сите тие би можеле да лобираат во интерес на подобрување на климата и во интерес на зголемување на бројот на туристи во Македонија. Господа, јас ви благодарам за вашите размисли што ги споделивте со нас и со нашите
гледачи, почитувани гледачи, како што реков на почетокот, малку се за Охрид и векови да зборуваме. Мене ми е жал што не успеавме повеќе да дебатираме за тоа како да се продолжи сезоната во Охрид, како да се стимулира и поттикне не само езерскиот, туку и алтернативниот туризам. Не ставме да спомнеме и за охридскиот менталитет на охриѓани и за колку тоа охриѓани ја познаваат Европа, но тоа е тоа. Безвремениот Охрид трпеливо ја испишува својата модерна европска приказна. Охриѓани на специфичен, ним својствен начин се повеќе и се почесто не се само домаќини на европејците, туку и самите тие се европејци. Ви благодарам на вниманието и довидување идниот четврток во ЕУ Карванот од Делчево.